Мислам дека, расчистивме околу она што значи поврат или еден е поголемо од нула. Во времето на 11 годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ 0 денари, никаков бенефит граѓаните, или како беше она фискална на рака, награда без мака, ни награда, ни на рака, ни фискална, ни ништо по однос на овој проект. Патот за Прилеп градско, знам дека е многу актуелен деновиве и се шират еден куп лажни вести од куќата на продукција за овие вести. Морам да демантирам дека не се работи за никакви 100 милиони евра, какви што се лиферуваат помеѓу медиумите. Не е фер и не е во ред да шпекулирате со вакви бројки, заради фактот што во време на ВМРО-ДПМНЕ е склучен тој договор и точно вие добро знаете која е висината на договорот за изградба на овој автопат, на овој експресен пат. Така да оваа бројка од 100 милиони евра не кореспондира со она што значи вредност во договорот. И кога веќе сме кај изградбата и кај договорот, во интерес на вистината и на јавноста да напоменам дека се работи за фиринг договор, кај кој што изведувачот е должен пред инвеститорот да достави годишна програма за реализација на активностите во текот на годината. Бидејќи ова година е при крај и градежната сезона е при крај, изведувачот не доставил оперативен и годишен план до инвеститорот. Од тие причини инвеститорот, не можејќи да види дали изградбата ќе продолжи, пристапил и одлучил кон ваков потек да го раскини договорот и да одат на арбитража. И втор момент, околу раскинувањето на договорот, неоправдано, во никакви клаузули во договорите не предвидено, изведувачот да го напушти градилиштето. Во овој случај така се има случено, изведувачот го напуштил градилиштето. Државата, односно Министерството и ЈПДП, за да се заштити и да ги заштити парите на граѓаните, пристапува кон овој потек на раскинување на договорот и да се оди на арбитража, па да видиме кој сето тоа направил штета. Околу инвестиции во човечки капитал. Повторно морам да направам некаква споредба во однос на трите столба во општеството кои што генерираат индиректно развој во државата, а тоа е образованието, социјалата и здравството. Ако претходно за образование беше долго време елаборирано, морам да кажам за социјала и за здравство дека со завршна сметка во 2016 година реализирани 67 милиарди 472 милиони денари. Со овој ребаланс сега предвидуваме да реализираме 83 милиарди 172 милиони или повеќе од колку она што било реализирано во 2016 за 15 милиарди 700 милиони денари во областа на социјалата. Исто и во здравство. Со 2016 реализирани 29 милиарди, со овој ребаланс ќе реализираме 34 милиарди 797 милиони или повеќе за 5 милиарди 532 милиони денари. Или заедно сите три сегменти образование, социјала и здравство 25 милиарди 237 786 милиони денари повеќе отколку крајната реализација со која што го завршивте вашиот неславен мандат и за кој што граѓаните не само што не можат да се помират и не можат да го заборават и никогаш нема да ви простат. И дека нема да ви простат и во Прилеп и во сите други градови, морам да напоменам дека за прв пат откупната цена на тутунот во Прилеп достигна 241 денар од килограм на тутун. Субвенциите се за 72 денари, значи за 12 денари просечно по килограм на тутун, повеќе од колку она што значеше за 11 годишно владење и она што е најбитно, можеби не секогаш парите се најбитни, навреме беа исплатени субвенциите во моментот кога му беа најпотребни на земјоделците. Благодарам.